Македонија и Унгарија имаат одлична соработка кога станува збор за екстрадицијата. Ваков заклучок може да се извлече од податоците до кои дојде еден ТВ, кој вела дека во последните 4 години 15 македонски државјани, сторители на кривични дела, кои барале спас во Унгарија, биле екстрадирани назад во Македонија. Од Министерството за правда за еден ТВ велат дека досега од Унгарија одбиено само едно барање, бидејќи делото за кое се барало екстрадиција кај нив не било кривично дело. Во 2014 година од Унгарија во Македонија екстрадирано е едно лице, во 2015 едно лице, во 2016 5 лица, 2017 5 лица. Во 2018 година до денес се работело на 11 предмети за екстрадиција. Од тие 11, 3 предмети се реализирани во 2017 година. 2 предмети се реализирани во 2018 година. Едно барање за екстрадиција е одбиено, не е кривично дело по нивниот закон. Едно барање за екстрадиција е повлечено, 4 предмети се во тек. Последната екстрадиција од Унгарија во Македонија се случила на 7 септември годинава. Лицата кои досега се испорачани во Македонија биле гонети за голем број кривични дела, велат од Правда за еден ТВ. Лицата за кои се бараше екстрадиција се гонеа за насилство, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, недозволено преминување на државна граница, напуштање на немоќно дете, затајување, измама, напад на службено лице при вршење работи на безбедноста, спречување на службено лице во вршење на службено дејствие, злоупотреба на службена положба и овластување, примање награда за противзаконито влијание, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања, повреда на избирачко право, перење пари и други приноси од казниво дело. Македонија во овој момент чека одговор од Унгарија на досега најтешкото и најкомплицирано барање за екстрадиција. Никола Груевски доби азил од Унгарија, но министерката Рената Десковска вели дека во документацијата испратена до унгарските власти детално е наведено зошто Груевски мора да биде испорачан на македонските власти. Оваа процедура која што досега се спроведува во Унгарија е процедура која што ние ја очекувавме и ја знаевме дека прво ќе се даде предност на постапката за азил, а потоа ќе се разгледувало прашањето за екстрадиција. Барањето за екстрадиција е навистина образложено со сите аргументи и доколку се одлучува врз основа на правни процедури, врз правни основи треба да биде удоволено. Сакам да потенцирам дека досега со Унгарија не сме имале проблем околу екстрадицијата во ниту еден случај. Никогаш Унгарија не покренала никакво прашање, ниту за состојба во затвори, ниту за сомневања во делувањето на судството за да одбие екстрадиција. Значи ова не е прва екстрадиција која што ја бараме, но се надевам дека нема да отскокне да биде прва која што ќе биде одбиена. Значи сите досега биле удоволени и ние немаме проблем во процесите со екстрадиција досега. Во текот на вчерашниот ден и владата преку портпаролот Миле Бошнаковски изрази цврсто уверување дека Груевски ќе биде екстрадиран, дека ќе одслужи 2-годишната затворска казна, но и дека во Македонија ќе го дочека епилогот од другите судски случаи кои се водат против него.